Дискусии, средби и на крајот јасна порака. Еден главен услов за продолжување на европскиот пат. Уставните измени се главната пречка пред Македонија. Ова го порача еврокомесарката за проширување Марта Кос, која од вчера е во Скопје на самитот за планот за раст на Западен Балкан. Дојде по одговорите докаде се државите од регионот со реформската агенда и кои ќе бидат следните чекори во исполнување на истата во временската рамка до 2027 година за пакетот од 6 милиарди евра европски пари. Според Кос, планот е добра шанса за да се забрзаат интеграциите, а запрашана за тоа какви гаранции нуди ЕУ дека нема да има понатамошна билатерализација на македонскиот европски пат, одговори дека доколку земјата си ја исполни обврската, ќе се одржи меѓувладината конференција без дополнителни условувања. Искористете оваа можност, геополитиката е променета и гледаме вистинска заложба за проширување во главните градови на Европската Унија и за изградба на силна Европа која што ќе преземе контрола врз сопствената иднина. Потребни ни се сите европјани кои што ќе соработуваат, вклучувајќи ги и земјите од Западен Балкан. Еврокомесарката беше запрашана и за коментар по амандманот од бугарска страна за придавката современ пред македонски јазик во извештајот за напредокот на земјата во Европскиот парламент. Кос даде креативен одговор, наброја неколку неизбежни елементи од традиционалното македонско мени, како тавче, гравче, полнети, пиперки, пинџур. На оваа изјава одговор даде премиерот Мицкоски, кој кажа дека идентитетот македонски е повеќе од гастрономија. Идентитетот е и Гоце Делчев, Даме Груев, Сандански и Линденско востание. Идентитетот е начинот на кој се чувствуваме кон сопствената земја и начинот на кој што се грижиме за нашите традиции, како манастирите, да речеме, овде во Северна Македонија, како погача, тавче, гравче, пинџур или полнети пиперки. За мене мојот идентитет не е само прекрасната македонска кујна, туку е и Гоце Делчев, и Шапкарев, и Миладиновци, и Линденското востание, и Дамјан Груев, и Јане Сандански, и така натаму, и така натаму. Не знам дали ќе го споделат истото мислење колегите од Исток, но тоа се луѓето кои што се дел од нашиот идентитет, македонски идентитет. По средбите со Мицкоски и другите лидери од Западен Балкан, еврокомесарката се сретни со лидерот на СДСМ, Венко Филипче. По средбата тој даде изјава за медиумите и повика на внатрешен консензус за евроинтегративниот пат помеѓу сите политички чинители. Филипче каже и дека жали што во изминатата година Македонија стагнирала на патот, а побарал и поддршка од Кос. Најмногу зависи од внатрешниот консензус, поради тоа што тоа е прашање во кое што не само политичките партии, а тие примерно, туку целото општество се обединува. Повикувам да седнеме заедно, да точно дефинираме кој е начинот на кој што сите политички чинители ќе соработуваат со цел да земјата тргне напред. Инаку на денешниот самит во Скопје дојдоа и другите лидери на земјите од регионот за заедно да го дискутираат планот за раст на ЕУ, кој предвидува 6 милиарди евра финансиска поддршка, од кои 2 милиарди преку грантови, а 4 милиарди како заем за реформи и инвестиции. Земјите имаат преземено обврски, а во јуни истече првиот од роковите за конкретни резултати од сработеното.